Во периодот на борбите за превласт над македонските и соседните простори, кон крајот на 8-миот и во првата половина на 9-тиот век, меѓу дотогашните главни државни сили на Балканот, Бугарија и Византија, во основа се нарушува постоечката геополитичка ситуација на словените во Македонија. Дотогашните релативно мирни прилики во кои живееле словенските племиња на просторите на Македонија биле сосема пореметени. Се почнува со одбирањето на локации за населби на побезбедни места. Поголема група семејни заедници, најверојатно од повеќе населби во низината, основаат свое ново живеалиште на јужните и југозападните страни на Марковите кули и го нарекуваат Прилеп. Интересно е дека во изборот на местото не одлучил само факторот на пасивната безбедност, туку и потребата за организирана одбрана и контрола, на што е можно поширокиот околен терен со најзначајните комуникации. Определувањето за Марковите кули како место на населба од страна на словените во овие сложени историски прилики, што е посебно интересно, има своја аналогија и во поранешните времиња на овој крај. Од истите причини, и луѓето од неолитот, бронзеното и потоа железното доба и античката Македонија основале населби на истото место. Кон тој избор за место на населба на Марковите кули во основа стојат истите причини. Марковите кули представуваат една од најзначајните стратешки позиции на Пелагонија. Во последните години, со систематските археолошки истражувања на Марковите кули, откриени се бројни траги на поголема словенска населба во своја полна агломерациона комплексност. Стамбените целини ја зафаќале горната платформа и каменестите бокови на јужната и југозападната страна. Во подножието на седлото на Марковите кули, од јужната страна, се наоѓал општествено-политичкиот центар. Вечното пребивалиште на најраните прилепчани, пространите гробишта, било сместено во подножието на југоисточниот бок. При изборот на местото за куќи, посебно се водело сметка за просторните можности на расположливите површини на одделните камени масиви, за погодноста за пристап и нивниот однос кон природно возможените комуникации меѓу стените. Местата каде што се наоѓаат трагите на едноставни дрвени објекти, обично се при хоризонтално издолжени природни продори меѓу камените масиви. Површините на кои се сместени целините на домовите се или нешто поголеми за ранните платоа, или благи стрмнини. Во некој случај, домовите се организираат на површините од неколку стени со различни висини и во природните шуплини меѓу нив. Со еден збор, рационално се користи секоја расположлива површина на стените и нивните шуплини. При изборот на местото за изградба на објектите, кои служеле за одмор на жителите на домовите, посебно се водело сметка за заштитата од атмосферски води. Најповолно било она место, кое било незначително издигнато над околниот терен. Кај местата каде што приливот на водата бил поголем, а истекот помал, најпрво се подигал подиум од штици и греди на ниски дрвени столбови,
a potom je gradena drugата konstrukcija na kućata. Kada što imalo pomal prilivna voda, a vo slučaj podovite da ne bile izdignati, se pravele pomali kanali nadvor od kućata za odvod na vodata vo sakaniot pravec. Pojava na pomali kanali za odvod na vodata imame i vo samite podovi na kućite. Vo nekoj slučaj kućite se gradat nadprocepite na stenite, pa taka setana dojdena voda pominuva podniv. Stambenite objekti se po pravilu jednodelni. Površinata na prostorot za odmor na jedna familija od toa vreme iznesuvala od 15 do 18 kvadratni metri. Kako što možeme da pretpostavime, vrz osnova na goleminite na domovite, togašnata familija vo prosek imala okolo 5 do 6 členovi. Vo samata postapka pri gradenjetu na kućata za odmor, vo prvata faza se obezbedovala nezinata osnova. Spomnavme deka vo nekoj slučaji koga postoji opasnost od prodorna voda, iako terenot je relativno ramen, se podiga pod na drveni stolbovi. Stolbovite se koristat i vo slučaji koga je potrebno ramnenje na strmiot teren. Koga površinata na stenata ne je dovoljna za da se dobije minimum od za prostor na kućata, podnata površina se izvlekuva nadvor od rabovite na stenata, slično na bočното izvlekuvanje na spratovite erkeri vo folklornata arhitekture na sovremena Makedonija. Spored sočuvanite tragi na različnite punktovi, postapkata pri gradenjetu na kućata je skoro sekogaš ista. Na odredeni mesta po linijata na osnovata na kućata s od leta se izveduvani kružni vdlabnuvanja vo stenata za drveni vertikalni nosači na krovnata konstrukcija. Kaj približno četvrtestite osnovi, takvi vdlabnuvanja se izveduvani na aglite. Nivni odprečnik iznesuva od 10 do 25 cm. Po linijata na osnovata se izveduvaat niza pomali kružni vdlabnuvanja vo kolje, malce vovlečeni od linijata na vertikalnite nosači na krovnata konstrukcija, niz koje podosna se vpletuvaat prački i na toj način se formiraat pleterni zidovi. Detalni tragi na vrata najdohme samo kaj zgradata za odmor za lugje južno od punkta od 59. Vratata se navodja na istočnata strana na objektu. Krovnata konstrukcija se izveduvala od ist materijal kako i zidovite, od oblici, kolje i prački. Primjeri kako izgledale kućite za živejenje vo 9. do 11. vek vo Prilep imame vo kolibite vo selata okolo Prespa i Ohridskoto jezero. Najreprezentativna celina so kolibi do neodamna imavme vo seloto Trpejca na bregot na Ohridskoto jezero. Pristapot do objektite na poteško dostapnite vozvišuvanja se obezbeduval so skali vklesani vo stena. Nekoga što se obični zaseci vo stena, dovoljni samo da se prifati čovečkata noga. Nekoga što se vnimatelno izvedeni skali so zaramneti horizontalni i vertikalni površini. Od prilepskite kući vo toa vreme sočuvani se brojni primjeroci na osnoven inventar, izveden vo kameneta podloga. Ogništetu ili pečkata sekako predstavuvale eden od najznačajnijih objekti vo kućata.
Најчести се траги на отворени огништа директно на подовите на површината од стените. Во некои куќи во просторијата помеѓу и над стените, огништето се наоѓа во помали кружни јами или коритести вдлабнувања во стените, сместени во левиот крај на издигнатите камени банаци. Дел од работниот инвентар на жителите на Марковите кули исто така бил вклесен во камените подлоги на теренот. Тоа се ступи, мелници, корита за мешање на лебно тесто, системи за цедење на сок од грозје, јами за складирање на зрнеста храна, потоа јами и корита за разни намени. Во стените често среќаваме и остатоци од долни делови на рачни мелници. Пречниците на овие мелници обично изнесуваат 44 до 60 сантиметри. Еден примерок е пронеден со пречник од 70 сантиметри. Долните делови од мелниците, кои ни се поцелосно сочувани, на еден свој дел имаат помало проширување низ кој излегувало сомеленото брашно. Најбројни наоди на вклесан инвентар во стените на Марковите кули представуваат коритата. Тие се со разни облици, големини и намени. Најчесто се со правоаголна основа, а потоа овални. Површините некогаш им се мали, 29 со 32 см, а некогаш достигнуваат површина 112 со 53 см. Главно се наоѓаат вклесани во рамни подни површини, а некогаш во помали камени масиви, лесто издигнати над подот. Во овој втор случај се формира зид на коритото од предната страна, во кој наоѓаме отвор за истечување на најверојатно веќе употребената вода за миење на ткаенини или други материјали. Важен инвентар на секоја куќа биле овалните корита за мешање на лебно тесто. Најсложени системи на инвентар во стената представуваат комбинациите на корита за цедење сок од грозје. Се состојат од корите на повисоко ниво, корите на пониско ниво, канали или премини кои ги поврзуваат и кружно вдлабнување под долното корито, кое со него исто така е поврзано со отвор и канал. Во горното корито се врши гмечење на грозјето. Сокот со парченца грозје протекува низ отворот и каналот во долното корито, во кое се задржуваат цврстите материи, а чистиот сок низ предниот отвор на коритото истечува по краткиот канал во кружното вдлабнување, од каде што се црпи и преточува во садови, каде што подоцна ќе се изврши ферментација.
Како еден од најинтересните пунктови на рано-средновековниот чист словенски прилеп, со куќи разместени по стените на Марковите кули, се истакнува едно одвоено место на кое се организирале советувања на неговите жители. Тоа место е означено со простор во облик на блага падина, јужно под седлото на Марковите кули, од источната, западната и северната страна обиколено со високи издигнати стени. Во највисоката скала на таа гранитна маса се истакнува вклесено седиште, од задната и бочната страна окружено со низа кружни вдлабнувања за дрвени облици, кои некогаш формирале зид за физичка заштита на оној кој на него седел. Во исто време тие облици можеле да бидат и дел од конструкцијата на дрвен балдахин над тронот. Просторот околу тронот можел да прими повеќе од 100 луѓе. Присуството на овој споменик, а и неговата нужност во средновековниот прилеп е сосема разбирлива, кога се има предвид дека во раниот среден век Прилеп бил еден од најзначајните војни и политички управни центри, што можеме покрај другото да го наслутиме и преку откритијата на бројни траги на голема населба од тоа време. Кон тоа оди во прилог и фактот на идеалната географска положба со посебни стратегиски одлики. Интересно да се спомене дека по поразот на Беласица во 1014 година, цар Самуил го одбрал токму Прилеп за место на одмор и место каде што требало да се одредат првите мерки за прегрупирање на расположливите воени сили, со цел да се спречи на тамошното продирање на непријателот во сопствените територии. Надписот на мермерниот столб пред црквата Свети Архангел Михаил во Варош од 996 година ни зборува за смртта на епископот Андрија, што пак индиректно ни укажува дека Прилеп во времето на цар Самуил бил и епископски центар. Во врска со овој надпис треба посебно да се подвлече дека тој представува најстар епиграфски кирилски споменик сочуван во нашата земја. Појавата на советување и одлучување по најважните прашања за екзистенцијата на словенските заедници, вклучувајќи го и изборот на нивни старешини, жупани или старци, познат е во пишаните историски извори од времето на почетокот на населувањето на словените на јужнословенските простори. Тоа е институција веќе позната кај сите словенски народи. Кај русите е вече, кај украинците виче, кај србите вече, кај хрватите виече, кај чесите веце, кај пољаците вјец. Сите овие изрази водат потекло од старословенското веште. Тронот во Прилеп и војводскиот престол на Госпосветското поле во Корушка представуваат единствени најстари државно-правни споменици на јужните Словени. Во ова време умрените жители се погребувале во некрополата во подножието на југоисточниот бок од Марковите кули. Од таа огромна некропола досега се испитани само 218 гробови. Сите тие гробови се со едноставна конструкција, омеѓани со обични парчиња од камен. Често умрените биле закупувани директно в земја. По обичај на словенските некрополи, гробовите се сместени во редови. Ориентацијата на гробовите, покрај незначителни остапувања, главно е по линијата запад-исток. Умрените во гробовите се положувани на грб со главата на западната страна. Гробните прилози се доста скромни. Кај жените е најчест едноставен накит од бакар или бронза во облик на белезица. Понекогаш во гробовите се пронајдени и ножеви.
досегашните истражувања на оваа некропола не можеа да се уочат појави на поизразита општествена диференцијација меѓу тогашните жители на Прилеп. За религиозниот живот и верувањата на жителите на Прилеп во 9 до 12 век располагаме со многу малку податоци. Сигурно е дека по покрстувањето и во Прилеп се подигале богомолји. Причината што нивни остатоци не се сочувани, ја гледаме во тоа дека тие, како и куќите, биле градени од дрво. Сигурни траги на една христијанска богомолја наоѓаме југоисточно од манастирот Свети Архангел Михаил во Варош. Тој пункт представува два камени платоа со приближна висинска позиција, меѓу себе одвоени со поголем процеп. На источното плато, при вертикално засечената стена, откриваме траги од една мала колиба со конструкција на зидовите и кровот од плетер. Во колибата имало место само за лежиште од греди и штици, премин и куполеста печка од глина. По големината, внатрешниот простор и расположливиот минимален инвентар, можно е да се оцени дека колибата и била наменета само на една личност. Во одгатнувањето на времето, кога настанала оваа колиба, и идентификацијата на животната мисија на нејзиниот жител, покрај она што порано го истакнавме, значаен момент е и сознанието дека овој локалитет се нарекува Светец. Времето на настанувањето и екзистенцијата на овие дрвени објекти пошироко можеме да ги врземе за преломот на 9 и 10 век до средината на 12 век. Како корисник на самата колиба, директно би го поврзеле еден од Климентовите ученици, кои се подготвувани во неговата школа во Охрид за мисионерска работа меѓу словенската паства, се уште недоволно уцврстена во христијанската вера во рамките на неговата црковна диецеза. По смртта на овој мисионер, во првата половина или околу средината на 10 век, на местото каде што била неговата колиба е организиран манастир. Тој постепено се ширел и екзистирал се до средината на 12 век, односно до времето кога почнал да се организира и гради манастирот Свети Архангел Михаил од посврст материјал. Од времето пред втората половина на 12 век не се пронајдени ни во остатоци цркви и манастири со византиски начин на градење и обликување. За постоењето на манастири во ова време во Прилеп зборува и еден ерменски надпис на мермерна плоча, откриен при археолошките ископувања во Варош. Надписот е од 1002 година и во него се зборува за постоењето на манастирот Свети Апостоли и неговиот игумен Атанасије. По ликвидирањето на Самуиловата држава, и Прилеп е вклучен во рамките на византиската држава за подолго време, се до 13 век. Во наодите од археолошките ископувања, можевме да утврдиме дека супериорноста на византиската култура не ги импресионирала многу тогашните прилепчани. Тие долго успевале да им се спротивстават на новините, а останале верни на куќата и начинот на живот на своите предци. Со постепената колонизација на несловенскиот елемент во овие краишта и со нивната концентрација во идните градски езгра, се создаваат нови културни репрезенти различни од словенските. Единствениот репрезентативен примерок од византиското уметничко наследство од овие времиња, кој не се сочувал, представуваат остатоците од фреско композицијата од втората половина на 11 век, насликани на гранитна стена и пронајдени под подот на црквата Свети Архангел Михаил. Првобитно, таа стена била над денешната црква, подосна се откршила, се лизнала и се задржала во големи парчиња на местото каде што ја пронајдовме.
сосема се сочувала главата на Архангел Михаил. По своите квалитети, сочуваниот примерок може да се смести меѓу најрепрезентативните византијски уметнички дела од ова време.